Така, ако зборуваме за карциномот на простата, како најчесто заболување кај втор најчест карцином кај мажите, има јасни препораки од Европската асоциација на уролози кога треба да се почне со превентивни, односно скрининг прегледи помеѓу машката популација. Препораките се секој маж без никакви симптоми да започне со прегледи на 50-та година од животот, а додека оние кои се фамилиарно оптоварени, односно имаат некоја фамилија со претходно дијагностициран карцином на простата, да започнат од 45-та година од животот. Единствен ризик фактор е возрастната граница, односно староста, така да сите има во литературата вели дека сите мажи на 80 години 80% од нив ќе имаат карцином на простата. Така да возраста е најголем ризик фактор, потоа позитивната фамилиарна анамнеза која што спомнав, некои фактори од околината, односно навики на живење кои што ги имаме, но не се силно поврзани, како пушење, конзумирање на алкохол, нездрав живот, нездрава исхрана. Смртноста од карциномот на простата е на 5-то место помеѓу сите карциноми. Значи, смртноста е прилично висока, но доколку се открие на време и рано, доколку се почнат со рани превентивни прегледи, тогаш шансата за излекување е 98%. Така да тие превентивни прегледи се доста важни и треба да се прават. Откако ќе откриеме карцином на простата, третманот понатаму зависи од многу фактори. Прво, во кој стадиум е болеста, возраста на пациентот, колку тој пациент сака да се лекува. Златен стандард е радикална простатектомија, односно оперативно лекување, се отстранува простатата. Потоа има зрачна терапија, како брахитерапија или терапија со надворешно зрачење. Потоа хормонална терапија се дава кај пациенти кои што не можат да се оперираат ради одредени причини, ХИФУ, односно фокална терапија кај карциномот на простата, и во последно време се промовира и активно следење кај оние карциноми кои што се откриени во многу почетен стадиум и имаат многу низок ризик за напредување, особено кај помлади пациенти. Тогаш постои опција да се следи тој карцином, па доколку почне да се развива, тогаш ќе се примени некој друг третман за отстранување на тој карцином, односно за излекување. Па да ви кажам искрено, во последниве неколку години, затоа што има големи кампањи за Мовембер и доста се зборува по медиуми, има поголема зачестеност, има поголема посета од страна на мажи, млади и повозрасни, без никакви симптоми кои што доаѓаат за превентивен преглед. Голем дел од нив нормално ги натерале и жените дома, сопругите да дојдат да се прегледаат, но сепак ќе дојдат и ќе направат еден преглед. Така да важно е да се превземат чекори индивидуални, односно проактивно да се вклучат мажите во нивното здравје, во чувањето на нивното здравје.